Маркетите кои неосновано ги зголемиле профитните маржи ќе бидат предупредени и повикани да ги намалат. Средбата со нив нема да биде во владата, туку во Министерството за економија следната недела. Таму ќе се бараат причините зошто и покрај намалените набавни цени на одредени производи, продажните останале исти. Премиерот Мицкоски вели дека анализата на пазарна е готова, каде е нотирано дека некои трговци ги зголемиле бруто профитните маржи од 2 до 5%. Очекуваме во најкраток период оние кои што ги имаат малку зголемена маржите спореден со истиот период од минатата година од 2 до 5%, зборам на тие веќе постојните бруто профитни маржи од 10%. Да речеме, ако маржата била 10%, сега се 12 или 15%. Тие ќе бидат предупредени. Премиерот сепак е задоволен од бројките за инфлацијата, која вели дека е најниска во регионот. Храната за една година поскапела за 2,5%, што според него е показател дека владините политики даваат резултати. Опозицијата со спротивен став, лидерот на СДСМ Филипче, вели дека празните фрижидери на граѓаните се најдобриот демант за приказните на премиерот, дека сме трета економија во Европа. Животниот стандард уште повеќе ќе опаѓа во месеците кои ќе следат. Следува тешки есенски месеци, во кои што не се знае колка ќе биде цената на струјата, што ќе покрене дополнителен драм на поскапување. Пад на странските инвестиции, пад на индустријското производство, стагнација на платите, на просечната, на минималната плата, стагнација на платите во здравството, во образованието. Инак од Министерството за економија најавија дека доколку трговците не ги намалат бруто профитните маржи, ќе воведат мерки. Во игра се намалување на ДДВ-то кај храната, како и ограничување на маржите. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.